Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. Во Евангелието според Марко, 13 глава, Исус вели вака: Вистина ви велам, ова поколение нема да помине додека не се исполни се. Небото и земјата ќе поминат, но моите зборови нема да поминат. А за оној ден и час никој не знае, ниту ангелите во небото, ниту синот, а само таткото. Затоа внимавајте, бдејте, зашто не знаете кога ќе биде времето. Да, никој од нас не знае кога Исус ќе дојде, но сепак има знаци. Во секој временски период имало водачи кои ги учеле нивните следбеници дека Христос ќе дојде во нивно време, па дури и определувале датуми и месеци и години. Некои оделе во шуми, во некои пусти места за да го дочекаат Спасителот. Вакви појави имало и во времето на апостол Павле. Например, во Солунската црква некои верници тврделе дека наскоро Исус ќе се врати. И поради таквиот начин на заведување се доведувале во екзистенцијална потреба. Да, кога некои водачи ќе видат дека членовите им се послушни, тие мислат дека можат се да им понудат на трпеза. Ги фаќаат на нивните емоции и ги мотивираат уште повеќе да им бидат послушни. Ваквите водачи сигурно не се повикани од Светиот Дух, туку од луѓе или од самите себе, користејќи се со манипулација. И во денешно време можеме да забележиме вакви појави кога некое ведро небо ќе рече некоја чудна наука која не произлегува од Библијата, посебно за доаѓањето на Исус. Туку од личните нивни амбиции и сваќања тоа го презентираат. Што се однесува за Христовото доаѓање почитување, добро е црквата секојаш да биде будна и во очекување на Спасителот, на младоженецот Исус. Но не треба никош да се претендира дека Исус ќе дојде оваа година, само затоа што има некои пандемијски знаци или некој општ хаос во светот, војни и слично. Ние како црква веруваме дека Исус навистина брзо ќе дојде, но тоа брзо не значи за 1 или 5 години, може да биде и за 30 години. Важно е да се држиме на зборовите на Исус дека неговото доаѓање останува тајна, а сепак тој ќе дојде. Затоа, како што прочитав, никој не го знае часот, ни синот, ниту ангелите на небото, туку само таткото. Единствено што можеме да претпоставуваме дека брзо ќе дојде се знаците. Пред да дојде Исус ќе има голема поплава од неморал и отпад од вистината. Ќе има нереди во општествата, љубовта ќе биде на ниско ниво или, како што рече Исус, ќе олади. Ќе нема семејно разбирање и ќе се појават многу измамници, антихристи или со други зборови речено лажни пророци и учители. Ако сакаш никој да не те манипулира, спасот е во читањето на оваа книга, Библијата, и да се занимаваш не само така на брзина, туку студиозно. Павле вели дека во последно време заблудите ќе цветаат се повеќе и повеќе, а вистината ќе биде прогонувана за жал. И како што реков, никој не го знае времето и часот кој ќе дојде, а тоа што го реков се зборовите на Исус. Но важно е дека Исус ќе дојде. Во оваа куса обработка не се нагласува како што обично ги кажуваме знаците што предстојат, туку зошто ќе дојде Исус, која е причината што ќе дојде Исус. Ако зборуваме за знаците, тие се веќе тука и се соочуваме со нив. Но покрај тоа што има многу знаци, сепак не го знаеме денот. Но многу е важно да ги знаеме кои се причините за тоа доаѓање. Христовото доаѓање. Зошто ќе дојде Исус? Тоа некои од вас го имаат слушано, но повторно за оние што го немаат слушнато. Како прво, Исус ќе дојде, а тоа ќе дојде, ќе биде потврда дека Исус Христос е Господ на сите. Има само еден Господ, една вера и едно крштавање. И дека Исус Христос е само Господ и Господар на целата Вселена и на целото човештво.
Вистинските христијани го признаваат Исус Христос за нивен Господ, како што Тома го призна, велејќи Господ мој и Бог мој. Тоа можете да си го прочитате во Јован, 20 глава, 28 стих. Мнозина во овој свет се уште не го признаваат Исус дека е Господ, Бог на сите. Но доаѓа ден, кога тоа признание ќе биде од сите луѓе што живеат и што живееле на оваа планета. Со неговото господство, тој ќе го реализира својот план за воспоставување на своето вечно царство, кое ќе нема крај. Неговото доаѓање е, како што вели Библијата, апокалиптично, односно појава која ќе ги воодушеви сите верници, сите кои се наново родени преку Светиот Дух. Зашто без наново раѓање никој не може да влезе во Божјото царство, тоа е факт. Тоа е појава кога Исус ќе дојде на прекрасна блажена надеж, како што вели Павле, што ќе се исполни во сите верници. Затоа Исус им рече на своите ученици: и вие ќе го видите човечкиот син како седи од десно на силата и како иде со небесните облаци. Тоа е запишено во Марко, 14 глава, 62 стих. Кога Исус ќе дојде или ќе се појави, сите оние што не верувале, ќе се засрамат и ќе заплачат заради Него. А причината за тоа е што не обрнале внимание на Неговиот повик кога мило и нежно ги канел на Неговата свадбена вечера. Во денешно време, мнозина сметаат дека Исус не е Господ. Тук, како што велат еден обичен човек или пророк или некој човек со висока интелигенција. Но со доаѓањето тој на сите народи ќе им го потврди тоа дека е Господ, дека е Бог, кој што се воплоти во тело и стана човек. Како второ, зошто Исус ќе дојде, причината е следнава: да ја прослави црквата. Која црква? Онаа црква која што тој ја откупи со неговата крв. Христос ќе ја прослави својата црква, како што вели апостол Петар, не е откупена ни со злато, ни со сребро, туку со крвта на Исуса Христа, на јагнето. Прославувањето на црквата ќе биде кога Бог ќе ги испрати своите ангели или светите ангели да ги соберат неговите избраници од четирите ветра, од едниот крај на небото до другиот. Тоа е запишено во Матеј, 24 глава, 31 стих. Забележете што вели тука: неговите избраници. Црквата не е некоја институција која случајно се создава врз основа на некои човечки напори и обиди. Туку треба да имаме предвид дека црквата е Божја институција, Божји организам и Божја креација која е вклопена во Божјиот план. На повеќе места во Библијата таа е наречена избраничка црква. Не би сакал да навлегувам подлабоко во тоа, но треба да се има предвид дека Бог ќе дојде по своето, а не по нешто што не му е познато или не го планирал. Ова ќе биде собирање околу него, исто како што квачката ги собира своите пилиња под своите крилја. Така и Исус ќе дојде, ќе ја собере својата црква и ќе ја овенча со слава и со величественост, за да биде негова својина за секогаш. Прекрасно, зарем не? Затоа, почитувани, ако си дел од црквата Христова, црквата нема веќе да ги доживува непријатностите и прогонствата од непријателите, зашто ќе биде конечно целосно откупена, прославена од својот Господар и Господ и Спасител. Како трето, Исус ќе дојде со една друга цел, а тоа е праведен суд на живите и мртвите. Многу луѓе од овој свет можеби ќе ги избегнат земните судови, но Божиот суд никогаш. Христијаните со верата во Христос и нивниот нов живот, како нови созданија преку Светиот Дух, тие се ослободени од судот, што предстои. Меѓутоа, тоа не значи дека можат да си дозволат да грешат и да го жалостат Божиот Свети Дух. Туку напротив, треба да ја потврдат својата слобода од судот, живејќи свето и праведно во овој живот. Христос на секого ќе му е додели правдата.
Христијаните ќе примат награда за своите добри постапки, а исто и за своите зли постапки и дела. Зашто е напишано: зашто сите ние ќе застанеме пред Христовиот судски престол. Тоа го вели Павле во Римјаните 14 глава 10 стих. Потоа вели истиот апостол во 12 стих: и така секој од нас ќе одговара пред Бог за себе. Тие што го отфрлаат Исус ќе бидат вечно осудени. Судот ќе биде безмилостен, зашто не ја примиле милоста и верата што непрекинато им се давало или даваше додека живееле на земјата. Како доказ за тоа читаме во Откровението на Јован 20 глава, каде што е запишано следново: и видов голем бел престол и оној кој седеше на него, од чие лице побегнаа земјата и небото. И не се најде место за нив. И ги видов мртвите, мали и големи, како стоят пред престолот, и се отворија книги, а и друга книга се отвори, книгата на животот. И мртвите беа судени според она што беше напишано во книгата, по нивните дела. И морето ги даде мртвите кои беа во него, и смртта и адот ги дадоа мртвите кои беа во нив, и секој беше суден според своите дела. И смртта и адот беа фрлени во огненото езеро, тоа е пеколот. Тоа е втората смрт, зашто кој не се најде запишан во книгата на животот, тој беше фрлен во огненото езеро. Страшно. Пред судот предстои воскресение од мртвите на праведни и неправедни. Затоа и самиот се трудам, вели Павле, секојаш да имам чиста совест и пред Бог и пред луѓето. Тоа го вели во Дела на апостолите 24 глава. Со доаѓањето на Исус како четврто, тој ќе ги победи силите на злото. Исус конечно, како последен непријател, ќе го победи злото и сатаната за секојаш. Ние знаеме, сите воздивнуваме и се измачуваме кога го гледаме светот и неговата мизерна состојба во која се наоѓа. На секој ден слушаме, читаме за војни, за силувања, за напади, за штрајкови, за незадоволства и разни други проблеми што ги има светот. Силите на темнината действуваат со сиот свој капацитет. Луѓето кои се под влијание на мрачните сили, тие не се во состојба да се спротивстават и паѓаат под силното влијание на злото. Се ова создава неподносливо тешка ситуација за живење. Се прекршуваат сите морални вредности, а ние, како верници, мора да ги трпиме и со трпение да се ги спасуваме душите. Меѓутоа, сепак, на ова зло сепак ќе му дојде крајот. Бог ќе го сопре и ќе престане за секогаш, зашто е напишано: тогаш ќе дојде крајот, кога ќе му го предаде царството на Бог и Таткото, откако ќе ги уништи секоја управа, секоја власт и сила. Ова уништување на секоја управа, власт и сила се мисли на секоја светска сила која е под влијание на мрачните демонски сили. Зашто денешните управи и денешните владетели се повеќе воспоставуваат демонски учења и закони, кои се спротивставуваат на не само на човечкото достоинство, туку пред се на Божите начела и закони. Затоа ова уништување на злото треба да се свати само од аспект на оној кој има право да го уништи и отстрани од неговиот поглед. И конечно ќе дојде момент кога злото нема да постои. Се смета дека злото нема никош да се повтори во вечноста, и тоа е така. И како петто, Исус ќе дојде и ќе воспостави ново небо и нова земја. Прекрасно. Ова земја што ја гледате ќе ја нема. Ова небо ќе го нема. Звездите ќе ги нема. Ќе имаме ново небо и нова земја. Во Библијата е запишано дека првото небо и првата земја поминаа и море веќе немаше. А Јован гледа и нешто друго. Ново небо и нова земја. Новото небо и новата земја е место каде што пребива вечна правда. Господ јасно им рече на учениците: одам да ви приготвам место, и кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам, за да ве земам при себе, за да бидете и вие каде што сум јас.
To je zapišeno vo Jovan 14. glava, prvite nekoliko stihovi. Kade otide Isus? Той отиде во небото. Во новото небо, новата земја, нема да има неправди, нема да има судови, нема да има убиства, војни, катастрофи. Таму ќе има вечна радост и вечна среќа, вечно блаженство, наречено рај. Многу е значајно, 22 глава од Откровението. Исус воспостави се ново. Црквата ќе царува со него во тоа царство. Исус пред да ја напушти оваа земја, тој им го кажа на учениците, за да знаат дека имаат ново живеалиште на небото. Ако се случи да ги прогонат како што ги гонеа првите векови, па дури и убиваа заради неговото име, тогаш оваа сознание ќе им биде утеха за да не се плашат. Првите христијани со радост го прифатија прогонството заради Исус и се вели во посланието до евреите дека нивните мисли беа за небесниот имот и затоа не жалеа што изгубија се на земјата, па дури и своите животи. Исус ќе дојде. Зошто? Да воспостави ново небо и нова земја. Да ги победи силите на злото. Секое зло ќе престане. Да има праведен суд на живите и на мртвите. Прославување на црквата, Исус ќе ја прослави црквата и ќе дојде да потврди дека Исус Христос е Господ на силите. Затоа, почитувани, бидете спремни и подготвени, зашто Исус ќе дојде кога и човекот не мисли. Нека му е слава на Исус Христос. Амин.